првото вклучување на лице место ќе напоменеме дека всушност денеска се одбележува 5 мај, денот на македонскиот јазик. Овој ден всушност е многу значаен за нас и истиот ќе се одбележи во Институтот за македонски јазик во Скопје со почеток во 9 часот и 30 минути. За каков настан поточно станува збор, односно како ќе се одбележи денешниот ден и колку всушност ние македонците го негуваме нашиот јазик, во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Елена Јованова Груевска. Да ја посакаме добро утро. Добро утро. Нека ни е честит 5 мај, денот на македонскиот јазик. Денес цела Македонија слави и го одбележува денот на македонскиот јазик и затоа институтот реши да почне толку рано, уште во 9:30 да почнеме со нашата програма, со нашето свечено одбележување. Годинава мотото е пишуваме со кирилица. И на таа тема ќе се осврнеме јас и колегата Борче Арсов, професор доктор Борче Арсов, а потоа ни гостуваат ученици од основните и средните училишта во Скопје во името на Универзитетот Свети Кирил и Методи и Семинарот за македонски јазик, литература и култура при УКИ. Ќе се обрати директорката на институтот, професор доктор Кристина Николовска. Со оваа порака да пишуваме со кирилица, всушност ги подсетуваме сите, особено младите, дека само со еден клик на тастатурата или на екранот од латинично писмо се префрлуваме на кирилично. И македонската кирилица треба да остане нашето писмо за комуникација. Многу пати сакаме да бидеме полежерни, нешто ни се брза и така натаму и пишуваме на латиница. Меѓутоа, кирилицата е нашето писмо. Ако на 5 мај 1945 значи народната влада на тогашна Македонија, федерална Македонија, донесува одлука во македонската држава да се пишува на македонска кирилица, потоа на 7 јуни 1945 е донесен првиот правопис. Иако борците за слобода во 1944 на првото заседание на АСНОМ донеле одлука македонскиот јазик да биде службен јазик во новата македонска држава, значи наша задача, наша цел, наша обврска е ова да го почитуваме и да се придржуваме кон одлуките на првата македонска влада. Во овие 80 години Институтот за македонски јазик, како и сите други институции, издавачки куќи, медиуми, како и вашата телевизија, сите им се обраќаме на нашите читатели, гледачи, слушатели и така натаму на македонски јазик. Нашите пораки ги пишуваме на македонски јазик, ги пишуваме со кирилица. Верувам дека и моето име, доколку стои на екранот, е напишано со македонска кирилица. Така треба да остане. Значи, ние сме избрани во светот, малку народи се кои што пишуваат на кирилица. И треба да бидеме горди на нашата кирилица. Не треба да се срамиме, не треба да сметаме дека најдоброто писмо е латиницата. Не, нашата кирилица сосема правилно ги изразува сите наши мисли, желби и така натаму. И затоа апелот од Институтот за македонски јазик годинава е пишувајте со кирилица. Еве велите всушност дека со самата употреба на кирилица целиме кон тоа да го негуваме македонскиот јазик, иако многумина се несвесни за тоа, сепак доколку тоа би станало нашето секојдневие, на тој начин би го негувале македонскиот јазик, но кои се останатите начини за да го негуваме истиот? Македонскиот јазик се сака одраѓање и се негува одраѓање преку родителите, преку семејството, во градинките, на училиште, наставниците од првиот час кога им се обраќаат на учениците на мајчин македонски јазик, всушност почнуваат со описменувањето на нашите деца, на нашата иднина, со описменувањето на македонски јазик. И
Еве во институтот, например, деновиве имаме и на филолошкиот факултет неколку одбрани на докторски дисертации, неколку одбрани на магистерски тези. Сето тоа е во правец на негување на македонскиот јазик. Всушност, значи секој во своето поле. Ние преку науката можеме да се пофалиме дека во минатата 2025 објавивме 12 научни трудови, меѓу кои и македонскиот етимолошки речник, првиот том, потоа многу други научни трудови од областа на современиот јазик, историјата, диалектологијата на македонскиот јазик. Сето тоа е во прилог на негувањето и проучувањето на македонскиот јазик. Во училиштата учениците си имаат настава на македонски јазик, така треба да остане, да продолжи. Вие во медиумите со еден посебен респект, однос кон македонскиот јазик, со една посебна почит кон македонскиот стандарден јазик и кон нормата. Исто така придонесувате. Ви благодарам многу за одвоеното време и што говоревме по повод овој ден. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Ви испраќаме уште еднаш поздрав од пред Институтот за македонски јазик во Скопје, Крсте Петков. Мисирков, се гледаме повторно за 1 час од сега, каде што ќе го најавиме новото издание на Скопскиот поетски фестивал.